Јас не сум рационален. Ма Мартин е хаос, тотално хаос. Добро, Изабела, ти сега ме провоцираш, што ме провоцираш, што е проблемот? Ме провоцираш. Таа работа, да. Зошто се јас, значи, извини. Имаш ти ангажмент, добро, супер. За втор дел од рекламата. Убаво. Не е убавото, втор дел од рекламата. Приказната да се продолжи. Да, беше за реклама и јас реков не. Им реков не, носи популарност, да се слагам, но не можам повеќе, јас сакам улога во театар. Во театар, сакам или во филм, или филм за театар, или театар за филм, дај ми нешто, било што, дај ми од тоа сакам. Сонце мое, ти имаш таков еден став. Благодарам. Браво. Ај за тој став, сега објасни ми зошто донесе волку алкохол? Во време кога сме бомбардирани од социјалните медиуми, кога веќе животите ни излегоа некако од колосек и од чините по кои некако беа тргнати во еден поранешен начин, врз едни поранешни морални вредности, денес така наречениот совршен човек е премногу уморен можеби од лаги, премногу уморен од маски, премногу уморен од преправања. Живееме во време кога нашите семејства се целосно изместени и повеќе тоа е некаков социокултуролошки перформанс отколку некаква вистинска вредност и посветеност на паровите помеѓу себе. Она што е интересно за денешниот човек, за човекот кој што пробува да бара на некој начин некоја поголема смисла на своето постоење, за жал треба да се врати можеби на самиот почеток и на суштината, да се врати на она што луѓето го бараат во семејствата, во парот, во врската, во бракот, да бараат малку топлина, сигурност и да бараат повеќе доверба, можеби. И мојот лик, како и сите останати ликови, се дел од едно модерно општество. Малку е некој вид на табу тема се уште кај нас, но сепак постои во некои можеби малку позатворени кругови, но мислам дека постои како ајде движење да го наречам или како потреба на луѓето. Можеби за тоа ни се виде забавно и интересно како текст да го работиме, како процес, истражувачки процес, како тие луѓе би се однесувале, затоа што, ете, нормално не сме имале такво искуство ние четворица. Така, практично од искуства на други луѓе некако собравме материјал, за да искрено го представиме пред публиката. Интересно, вака со голи рамења, светкаво, со ипотетици облегла за воплање. Чекај, што инсинуираш, Виктор? Инсинуираше зборот што го бараш. Океј. Кажи, инсинуираш. Океј, што љубовно? Па дека ова е малку светкаво и не е пригодно за оваа прилика. Дали тој беше крупен, силен? Да, сега Да. и малку му е шишко на душа. Малку му е шешко. Тој вежба гради, се гради сам себе си. И кога доаѓам топлем станува на сите и не може да одоле. Дека сега само малку да се консултирам со Катица. И веднаш ке сакаш колку сакаш, нема никаков проблем. Ако си страшна пушачка, да си пушиш. Јас ја толкував улогата на Мартин, кој што е еден од двата пара. Сам половина од двата пара. Ова е моја прва соработка со Маријан во функција на режисер. Прво мое гостување во Тетовскиот ансамбл и смеам да кажам дека се поминав убаво. Дека станува збор за една изгубена девојка во овој современ начин на живот, каде што сме постојано во потрага по нешто ново, по нешто возбудливо и ги забораваме тие морални вредности, ги забораваме луѓето што се околу нас на некој начин да ги погледнеме и да сфатиме што имаме до нас првично. И тебе ти е страв дека еден ден ќе остариш. Не, јас сум згрозена. Каков секс бе, Вики, какви се тие глупости бе, љубов. Седни, види луѓето тука донеле за пиење, каков секс. Океј, страх ми е дека ќе остарам. Да. Вики, баш заради тоа сакам да почувствувам се што има животот да ми понуди, бе, љубов. Бело тело
Мартин сум јас, Мартин. Да те прашам вака нешто, Мартин. Сега тебе се едно ти е дека ќе ја чукам жената? Чукање! Професоре! Лелек веднаш на чукање. Па ти не застани, ајде. Што ја? Само да го видиш. Абе, ти си чека сега, значи застани, дали ти мене ми го ренташ машти? Професоре! Професоре! Ова е Хан. Какво да ни го? Ето така. Така да се. Виктор. Мојата улога е улогата нели на професорот по математика, еден од мажите на двата пара. Прибран човек, што си сака нормален живот, да речам традиционални вредности си негова си почитува, меѓутоа ставен е во едни околности под притисок на неговата сопруга да ете нели се менуваат парови, не знам, да се пробаат тие нови методи на љубов под наводници и така натаму. Меѓутоа не завршува тука комплекс, тој е против тие работи, меѓутоа не завршува тука комплексноста на ликот, затоа што дознаваме потоа дека и тој има некои неразчистени љубовни сметки од минатото. И тие се отвараат за време на представата. Те чекав да ме видиш, Вики. Види ме. Те гледам, еве, тебе те гледам, сега те гледам. Сега доцна е, Виктор. Доцна е. Доцна. Една работа. Ама искрено да ми кажеш. Ме сакаше мене некогаш? Мислам дека да. На почетокот. Мислам дека да. Мартин, не ме прашувај, немам појма веќе, не можам да направам разлика меѓу сакање и сакање да сакам и... Може. Тоа е може. Може би ме сакаше, може би. Извини. Не е доволно.